Добар ден! Добре дојдовте на уште еден час по хемија. На овој час ќе се запознаеме со алтернативните горива. Минатиот час учевте за фосилни горива, па да се подсетиме што научивте. Дознавте дека тие представуваат главен извор на енергија во животот на човекот. Складираната хемиска енергија може лесно да се претвори во друг вид енергија во зависност од потребите на човекот. При нивно согорување, ослободениот јаглерод диоксид учествува во ефектот на стаклена градина. Токму овие позитивни карактеристики на фосилните горива ги прават енормно искористувани секојдневно во текот на долги години. Поради тоа се појавуваат и негативни страни. Тоа дека го зголемуваат ефектот на стаклена градина, при што предизвикуваат глобално затоплување. Со нивно согорување во атмосферата се испуштаат и штетни гасови, кои го загадуваат воздухот и создаваат кисели дождови. Представуваат необновлив извор на енергија. Согледувајќи ги негативните карактеристики на овие горива, се повеќе се размислува за искористување на друг вид извори на енергија, кои се обновливи и не ја загадуваат околината. Станува збор за алтернативните горива. Кои се алтернативни извори на енергија? Може да биде дрвната биомаса, нуклеарните биогорива, ветерот, водата, соларната енергија, геотермалната енергија, енергијата од брановите, енергијата од приливот и одливот на водата. И од сите нив, како алтернативно гориво, може да се искористи водородот. Што всушност представува водородот? Тој е газ без боја и мирис. Не е отровен, лесно е запаллив, најлесен елемент и поради тоа е најзастапен во Вселената. Го нема во ниските слоеви од атмосферата бидејќи е полезен од воздухот и веднаш се искачува нагоре. Може да се добие од водата, од фосилните горива, од биомасата на растенијата и од нуклеарната топлинска енергија. Каде може да се применува? Како и сите други горива, може да се примени за движење на автомобилите, за снабдување со струја на различни уреди, за загревање во домовите. Водородното алтернативно гориво се користи и како ракетно гориво, поради големата количина на топлина која што се ослободува при негово согорување, и поради тоа исто така може да се искористи за обезбедување вода за пиење во вселенските летови. Да видиме како функционира. Во горивната ќелија на хибридните возила, преку хемиска реакција, компримираниот водород се сврзува со кислородот од воздухот и произведува електрична струја, со која се придвижува електричниот мотор. Горивните ќелии најчесто содржат платина како катализатор. Хемиската равенка со која што се представува реакцијата која се одвива во горивната ќелија, може да ја погледнеме. Водород плюс кислород се добива вода. Согледувајќи го продуктот, кој што се јавува на крајот од реакцијата, можеме да заклучиме дали овие горива ќе ја загадуваат атмосферата. Секако дека не. Тоа е една од позитивните страни на алтернативните горива. На оваа слика имаме представено автомобил кој што треба да биде возило на иднината. Тој треба да се состои од резервоар за алтернативно водородно гориво, горивна ќелија, во која што ќе имаме довод на кислород од надворешноста, од воздухот, и просторот каде што ќе излегува добиениот продукт при согорувањето на горивото. Контролна единица поврзана со моторот и батерија, и секако станица од каде што ќе се надополнува резервоарот со алтернативно гориво. Подетално ќе објаснам како функционира горивната ќелија. Таа во себе содржи две електроди. Од страната на едната електрода се доведува водородно гориво. Таму се врши процес на оксидација, односно оддавање електрони. Од другата страна, на другата електрода, се доведува кислород,
каде што се врши процес на редукција и при тоа доаѓа до примање електрони. На тој начин се создава електрична енергија. Покрај електричната енергија, како продукт е и водата, а исто така се ослободува и големо количество топлина. Електричната енергија од горивната келија преминува во контролната единица. Таа таму се распределува. Дел оди во моторот, а друг дел оди во батеријата. Енергијата која што стигнува во батеријата останува таму и се складира како резерва. Додека пак електричната енергија која оди во моторот веднаш се претвора во механичка и тоа овозможува моторот да започне да се движи, односно автомобилот да се движи. На следната слика дадена ни е горивна келија на водородно гориво. Кои се позитивни страни на алтернативните горива кои што би ги користеле електричните автомобили? Секако, тие не ја загадуваат околината. И исто така користат обновлив извор на енергија. Но покрај позитивните страни доаѓаме до нешто што можеби ќе биде негативна страна, а тоа е поради тоа што се потребни големи батерии и скапи делови. Потребно е подолго време да се наполни батеријата и производството на водородно гориво е скапо и во текот на процесот се образуваат штетни продукти. До денес се конструирани многу малку вакви автомобили, кои што ги нарекуваме возила на иднината, но се надеваме дека во иднина научниците и инженерите кои што работат на оваа проблематика ќе конструираат повеќе вакви автомобили, при што ќе можеме да си ја заштитиме животната средина. Оваа наставна содржина ќе ја најдете во учебникот на страна 116, а за да проверите колку сте запомниле и научиле, одговорете ги прашањата на страна 117. До гледање.